Благодарам. Господине Оливер Спасовски, ви советувам најдобронамерно, не ви личи вакво однесување, не се тука колегите кои што сакате да ги имитирате, па не е честно да ги спомнувам. Вие важите за еден човек кој што е одмерен и во своите настапи, и пред камерите, и позади камерите, така за ваше добро ве советувам најдобронамерно, не ви личи. Изразите од типот глупи проекти и така натаму. Секој проект си е сам за себе. Дали е добар или лош проектот, ќе се оценат граѓаните. Дали и си оценени на минатите избори, на следните избори и така натаму. И затоа немојте да користите таква реторика, едноставно не ви личи, тоа не е вашиот стил на однесување. Сакам да ви кажам една работа која што одбегнавте да ја одговорите одговорница. Значи, ние цел ден се изнаслушавме секакви критики од ваша страна, пофалби од наша страна и така натаму. Меѓутоа, јас еве ќе го повторам прашањето на министерот. Кој е вашиот концепт? Ако е концептот оној кој што се спроведува таму каде што сте моментално на власт, каде што за изградба на една улица, наместо објавување на јавен тендер, ги цепкате на 3 директни набавки само за некој да ја добие работата, и сето тоа истиот тој човек да го промовирате како нареден министер за финансии во вашата влада, благодарам, не ни треба. Ви благодарам, навистина. Ако е тој концептот, видејќи вие јавно излеговте, со тие луѓе рековте Радмила Шекеринска ќе биде премиер, господинот Зоран Заев ќе биде подпредседател сега за економски или за финансии. Нашиот принцип на работа во општина Струмица е тој. Па дури и средствата за лична хигиена се набавуваат со 3 директни спогодби во изден до 354.000 денари. Сумата е кажувам, затоа што е тоа 5.000 евра плюс 18% ДДВ. Тоа ли е вашиот концепт за работа? И за излез на Македонија од криза? Ако е тоа, ви благодарам, не ни треба.